Продолжуваме понатаму и поврзано со овој период се разбира за здравието, а кога сме кај здравието, иако често ја запоставуваме, сепак најголемиот орган на нашето тело е токму кожата. Утринава нашата колешка со Горица Дачевска, докторка која што долги години токму не поучува како и на кој начин да се грижиме за нашата кожа. Имаме можност да дознаеме повеќе детали. Верче Блажевска повели. Благодарам, Милена. Добро утро, поздрав до тебе и Иван и поздрав до гледачите кои ја следат нашата утринска програма на телевизија Сител. Ја сакам Македонија во ова јавување од терен за денешниот ден кога ќе зборуваме повторно за студеното време, за тоа како влие на нашето здравје, иако вообичаено ги споменуваме оние вирусни инфекции, бактериски инфекции, грип, настинки и од тој аспект постојано го поврзуваме студеното време, ниските температури, студениот ветер со тоа. Меѓутоа, како што каже и ти, најголемиот орган на нашето тело, кожата, е исто така многу важна и студеното време има големо влијание. Велат дека дланките веројатно се првото нешто кое што луѓето го забележуваат кај нас, освен нели косата или очите. И токму затоа е многу важно да ја негуваме. Вообичаено постои едно пишано или непишано правило кое што вели дека кожата е орган кој што памети. Дали навистина така ќе ни каже доктор Горица Дачевска, специјалист по дерматовенерологија. Добро утро и добро ни дојдовте во Сакам Македонија. Добро утро, благодарам на поканата, поздрав до гледачите и поздрав до сите во студио. Точно така, органот е најголем, нели, кожата е, најголем орган на нашиот организам и кожата е орган кој памти. Значи, сета она нега која ни ја применуваат, нели, додека сме помали, која ние после тоа, нели, ја преземаме и те како дава, нели, понатака ни се заблагодарува. Денеска, нели, кога и сами рековте за темата, реков да, доста е актуелна, затоа што доаѓаат, нели, пациенти на преглед и на крај прашуваат: докторка, што да правам да не ми се јави повторно проблемот како прошла година со испукани раце, со болки, со чешање, што да направам, дали излегло нешто ново, некој нов производ. Така да темата е навистина многу актуелна. Знаете како, жешкото сонце, високите температури во летниот период не се, да кажеме, единствен кој има негативни влијанија на нашата кожа. Овој период, значи зимското време, ниската температура, па и студениот, нели, воздух доведуваат до оштетување на тој површинскиот, нели, слој на кожа, доведуваат до дополнително исушување. Битно е пред се, нели, негата. Но знаете како, во поранешните, нели, години, користењето на сапун, користењето на такви, нели, средства кои, еве, конкретно спомнавме раце, нели, на миење, ние сме навикнати да после миењето на рацете кои ќе ги пипнеме, го слушаме, нели, оној звук на чистота, како да ни шкрипат, нели, да ни шкрипи кожата. Но, како што напредува дерматологијата, како што напредува цела оваа, нели, индустрија за козметика, така и напредува начин на негата на кожа. Така да во овој период неопходно е да тие сапони, тие, да кажеме, поагресивни, нели, средства и гелови ги замениме со маслени купки за да се заштити пред се тој површински слој. Да, тие средства, значи, кои се богати со церамиди, ни ја хидрираат кожата и ни го заштитат од негативното, нели, влијание на ниските температури. Така да луѓето имат малку проблем кога ќе почнат, нели, да ги користат маслените купки, се чувствуваат малку како недоизмиени, но веќе после првиот, вториот пат комплетно, нели, се префрлуваат. Така да битна е пред се правилната хигиена на нашата кожа во овој период. Конкретно кога станува збор, нели, за кожата на лице, и за кожата по тело. Во овој период потребно да се користат богати хидратантни креми, креми кои се богати со хиалуронска киселина, креми кои се богати со церамиди. Значи, во секој случај, богати витамински креми, конкретно во ноќниот период. Така да, она нега која ние сме ја применувале во летниот период, комплетно, нели, треба да си ја смениме во зимскиот период. И самите ние знаеме, не секоја крема
Па и знаете, и вие која ќе дојдете на преглед, ама докторка, кремата која јас сум ја користела во летниот период, сега некако во зимниот период ме затега, некако не се чувствувам убаво, го чувствувам лицето како маска. Така да многу е битно да ноќната нега биде богата, значи витамински креми да се користат и многу да се внимава. Знам дека повторно ќе излеземе досадни ние дерматолозите, меѓутоа да се користат креми со заштитен фактор. Некако јас сега кога ќе спомнам на крај, ама да се користат кремите, креми со заштитен фактор. Докторка, тоа што го користиме кога одиме на одмор, значи тие креми треба да се користат во текот на цела година. Нормално, SPF факторот во летниот период треба да биде висок. Меѓутоа, во ова градска средина сепак треба да се користи нормално тоа да биде па и 15 и 20. Но ако одиме веќе на планина, доволно да се качиме и на водно, таму треба да се ги заштитиме и ние и нашето семејство, сепак со креми со заштитен фактор. Затоа што некако нам тоа ни доаѓа нормално во летниот период да одиме и да купиме или да користиме. Но во зимскиот период забораваме и верувајте дека многу повеќе луѓе со изгореници ни се јавуваат во зимскиот период отколку во летниот период. Така. Оно што е многу интересно, вообичаено во овој зимски период, кога е студено времето, кога зборуваме конкретно за кожата на дланките на рацете, оние популарни ракавици кои што ги носиме, меѓутоа се поставува прашањето, тие се само моден детал, тие се заштита буквално од студено време, или може да се носат било какви ракавици, или многу е важен материјалот од кој ќе бидат направени, дали ќе бидат кожени, памучни, полиестер и слично. Вака, дефинитивно дека треба да се внимава на квалитетот, дека треба да се носи или кожа или волна, но помладиве генерации многу повеќе битни ми е да кажеме изгледот и сето тоа да одговара на нивниот стил. Значи, и на тоа доста треба да се внимава. Така да, ние сакајки да се заштитиме од ладното време, користиме и потребно да се користат, но пак да се внимава што нанесуваме, како ние правилно да се го заштитиме телото, односно кожата. Така. Кога зборуваме за кожата, вообичаено се поврзува, имаме и кожата на главата, меѓутоа и косата, која што исто во овој период од годината треба да биде заштитена. Не само студеното време, веројатно изгадениот воздух, сите некако како да забележуваат дека во овој период не им изгледа косата исто како во пролет или во лето. Кој е начинот на кој што би можела косата да заштитиме? Па вака да ви кажем, повторно е најгата многу битна. Не секој шампон ни одговара во текот на лето и во текот на зима. Да, косата, го губи оној сјај, но ако косата ние постојано изложуваме на хемиски влијанија во однос на фенирање, пеглање, дополнително тоа ни го истенчува самото власиште, така да се користат капи, меѓутоа и повторно да се внимава и да не се претера со доста хемија на самата коса. Не ние се што ќе чуеме и што ќе видиме на интернет, ајде применуваме. Верујте дека тука се јавуваат алергиски реакции, така да користење на разноразни маски не е се тоа што ќе се прочита, што ќе се слушне и ние да си го примениме. Да се испита убаво дали е тоа навистина точна и вистинска приказка. Така. Во контекст на ова имам едно интересно прашање. Вообичаено, рековте вие, многу често од една страна е помодарството, од друга страна е да пробам се исти што ќе слушнам. Луѓе има кои што ретко нешто користат, да се најде веројатно некој баланс или некоја средина е најдобра. Меѓутоа, кога станува збор за кремите, рековте доволно е да е хидратантна, да има хиалурон. Што е со оние вообичаени средства кои што би рекла и бабите порано ги користеле? Каков е вашиот став во однос на рицинус, во однос на кокосово масло, во однос на невен и слично? Дали е доволно барем таква нега? Па видете, кога ќе дојде една господја која е навистина, која е возрастна, од 80 години, и кога ќе го видам њезиното лице, верујте како да сјае. И следи прашање што користите. Да, многу често, значи таа повозрастната популација која ќе почне да зборува дека јас докторка
користам најобична бебешка крема. Не мислам дали тоа ќе биде Бекутан, знаете, сепак е тоа навлезено во ова. Тие генерации многу помалку користеле разноразни хиалурони, ретиноли, ниацинамиди. И тоа е навистина многу битно. Меѓутоа, верувате дека и начинот и исхраната на тие господи кога биле у тоа време и тој темпо на живот, те работеле од 7 сат до 14 часот, после тоа имале време да се посветат на се. Нашето темпо е навистина многу брзо. Така да, сето тоа влие. Јас едноставно кој ќе дојде пациент и кој ќе каже дали докторка можам да користам крема од Невен или едно друго. Сето тоа треба да се прилагодиме на самиот пациент. Убави се тие, природни креми. И јас навистина многу ги почитувам и ги сакам, но пак треба да се прилагодиме и на денешницава. Да се следи темпото на животот. Ви благодарам за сите прекрасни и корисни совети за гледачите на САКА Македонија. Се надевам дека во овој период кога утринските температури се навистина ниски, минусни, студено е времето, студен е воздухот, овие совети навистина ќе бидат од корист за сите нас. Ти благодариме, Вирче, за ова вклучување.